Библијата и абортусот. Што вели Бог за животот во утробата? Драги пријатели, ја следите емисијата Одговор на тешки прашања. Денес живееме во време кога многу морални прашања се поставуваат пред човештвото. Едно од најчувствителните прашања е прашањето за абортусот, прекинување на бременоста. Ова не е само медицинско или социјално прашање, туку длабоко духовно и морално прашање. За да разбереме правилно, не треба да се водиме само од човечки мислења, туку од Божјата реч, од Библијата. Да видиме што ни кажува Библијата. Број 1. Бог е автор на животот. Библијата јасно учи дека животот не е случајност, туку Божи посебен дар. Во Псалам 139, во 13 и 14 стих вели: Ти ги создаде моите внатрешности, ме обликуваше во утробата на мајка ми. Ова ни покажува дека Бог е вклучен во животот уште пред раѓањето. Човекот не е само биолошки процес, туку Божја творба. Ова значи дека животот во утробата има вредност, достоинство и цел. Овој текст истакнува дека секој човечки живот има божествено потекло и затоа не сме да се гледа како нешто без значење. Божјата намера за секој човек постои уште пред неговото раѓање, што ни покажува колку животот е свет и скапоцен во неговите очи. Бог го познава човекот пред раѓањето. Во Еремија, 1 глава, во 5 стих, Бог вели: Пред да те обликувам во утробата те познав и пред да се родиш те посветив. Овој текст е многу силен и важен. Тој покажува дека Божјата љубов и план за човекот започнуваат пред раѓањето. Ова не значи само дека Бог знае дека некој ќе се роди, туку дека животот има значење уште од самиот почеток. Овој стих ја нагласува Божјата суверена намера и личниот однос што тој го има со секој човек уште пред неговото раѓање или постоење. Тоа не потсетува дека секој живот има вредност, цел и идентитет даден од Бога. Бог не делува случајно, туку со прецизен план и љубов кон секое создание. Ова вистина треба да влие на начинот на кој гледаме на човечкиот живот. Зато секој човек е повикан да живее свесно за својата божествена намена. Број 3. Животот во утробата има духовна вредност. Во Лука, 1 глава, 41 до 44, читаме како Јован Крстител реагира во утробата на својата мајка кога Марија доаѓа. Библијата го пишува како радосна и духовна реакција. Ова ни покажува почитување дека Библијата не го гледа нероденото дете како нечовек, туку како живот кој веќе има Божја динамика. Овој настан дополнително ја нагласува библиската идеја дека животот започнува со значење уште пред раѓањето. Тој покажува дека Бог делува и во најраните фази од човечкото постоење. Исто така открива дека духовната реалност не е ограничена само на физичката зрелост. Ова сцена ја потврдува вредноста и достоинството на неродениот живот. Затоа Библијата доследно ја истакнува светоста на човечкиот живот од самиот почеток. Број 4. Божјата заповед за животот. 1:10 заповеди вели: не убивај. 2 Мојсеева 20 глава 13 стих. Иако не се спомнува директно абортус, принципот е јасен. Човечкиот живот е свет и не смее да се уништува. Бог е Бог на живот, а не на смрт. Ова заповед ја нагласува вредноста што Бог ја дава на човечкиот живот и одговорноста што човекот ја има кон него. Таа не се однесува само на физичко убиство, туку и на поширокото почитување на животот како Божи дар. Во таа смисла, секое дејство што го подкопува или омаловажува човечкиот живот се спротивставува на Божјиот принцип.
Библијата, почитувани пријатели, постојано го истакнува Бог како извор на живот и заштитник на невините. Затоа ова заповед повикува на почит, заштита и грижа за секој човечки живот. Број 5. Библијата и вредноста на децата. Во Псалом 127.3 вели: децата се наследство од Господа. Ова значи дека секое дете е дар, а не товар. Од Божја перспектива животот не е грешка, туку благослов. Овој стих ја нагласува радоста и одговорноста поврзани со децата како Божји дар. Тој ни помага да гледаме на животот со благодарност, а не со негрижа или потценување. Библијата потсетува дека секој нов живот носи вредност и смисла дадена од Бога. Затоа односот кон децата треба да биде исполнет со љубов, со грижа и почит. Ова вистина ја зајакнува и идејата дека животот е свет и скапоцен од самиот почеток. Број 6. Кој е адвентистичкиот став и што Библијата учи кон животот како Божја творечка намера во утробата на мајката? Животот секако има светост од зачнувањето. Абортусот не е морално прифатлив во нормални услови. Секогаш треба да се избира живот кога е можно, но исто така, почитувани, црквата не го игнорира реалниот живот. Таа признава дека постојат тешки ситуации како кога животот на мајката е во опасност, случаи на силување или инцест, сериозни медицински компликации. Во тие ситуации не се носи лесна осуда, туку се бара молитва, советување, духовна и емотивна подршка, сочувство и разбирање. Овој пристап покажува дека христијанската вера не се темели само на принципи, туку и на милост и човечка грижа. Бог повикува на вистина, но и на љубов кон оние што се наоѓаат во тешки и сложени околности. Број 7. Морален и духовен конфликт. Многу луѓе денес се наоѓаат во тешки ситуации. Некои се исплашени, некои се под притисок или без подршка. Затоа ова прашање не треба да се гледа само теоретски. Библијата не учи дека Бог гледа на срцето. Во Псалом 34:18 пишува: Господ е близо до скршените по срце. Ова значи дека Бог не ја игнорира болката. Овој стих дава голема утеха затоа што покажува дека Бог не е далечен од човечкото страдање, туку е присутен во него. Тој ги разбира емоциите, стравотиите и притисоците со кои луѓето се соучуваат. Во такви моменти Божјата близина не е само духовна идеја, туку реална подршка и надеж. Затоа верникот е повикан да покажува исто така сочувствителност кон другите. Божјата љубов се гледа токму во грижата за скршените и ранливите. Број 8. Христовиот став. Вистина и милост. Исус Христос никогаш не ја игнорирал вистината, но секогаш ја комбинирал со милост. Кога се сретнал со грешници, тој не ги осудил за да ги уништи, туку ги повикал на нов живот. Ова е многу важно. Библијата не повикува. Библијата не повикува на омраза, туку на вистинска љубов. Овој пример од животот на Исус Христос покажува совршена рамнотежа меѓу правдата и милоста. Тој ја осудувал неправдата, но секогаш им давал шанса на луѓето да се променат. Неговите зборови и дела покажуваат дека вистината без љубов може да повреди, но љубовта без вистина губи правец. Затоа, почитувани, Христовиот пристап е модел за секој верник. Тој не учи дека вистината треба да води кон исцелување, а не кон отфрлање. 9. Што значи ова за нас денес? Прашањето за абортус не е само за или против. Тој повик за почитување на животот,
подршка на мајките, создавање општество кое помага, а не осудува, духовна одговорност. Ако животот е Божи дар, тогаш и нашата должност е да го штитиме тој живот. Овој пристап ја проширува темата од индивидуална одлука на пошироката општествена и духовна одговорност. Тој нагласува дека вистинската грижа за животот не се сведува само на став, туку и на конкретна подршка и љубов кон они што се во тешки околности. Библискиот принцип повикува на сочувство, помагање и градење заедница во која човечкиот живот се цени и заштитува. Така верата се изразува не само со зборови, туку и со дела. И број 10. Избор на живот. Денес стоиме пред важна вистина. Животот не започнува со раѓање, туку е во Божји раце уште од почетокот. Библијата не повикува да го почитуваме животот, да го заштитиме и да го вреднуваме. Но исто така Бог не повикува да бидеме луѓе на милост, не на осуда. Зато пораката е јасна. Избери живот, избери сочувство, избери вера во Бога кој дава живот и не заборавај. Бог кој не создава во утробата, истиот Бог кој не љуби до крај. Овој заклучок силно ја истакнува рамнотежата меѓу вистината и милоста што ја учи Библијата. Тој повикува не само на лична вера, туку и на одговорност кон животот и кон другите луѓе. Пораката носи надеж дека Бог е присутен од почетокот до крајот на човечкиот живот. Затоа секоја одлука треба да биде водена од љубов, вера и сочувство. Ви благодарам, почитувани, на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија. А до тогаш, пријатно.